Почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите. Изминатите 3 години во Министерството за внатрешни работи воспоставивме системски континуитет на действување, кој првично беше фокусиран на решавање на фундаменталните проблеми како приоритет за натамошното функционирање на македонската полиција. На стратешко ниво, реформата на безбедносните служби, на безбедносниот систем не беше прашање на избор, туку беше прашање на опстанок. Силно изразена волја на јавноста, конечно да се воспостават норми и концепт кои што ќе ја гарантираат и ќе го етаблираат принципот на владењето на правото во сферата на безбедноста како еден од круцијалните фактори на просперитетот на Република Северна Македонија. На оперативно ниво, свесни за прилично незавидните материјално-технички, социјални, професионални прилики во кои што беше затекната полицијата, односно Министерството за внатрешни работи, решивме да одиме дел по дел во надминување на постојните и создавање понатамошни добри услови, нови за нормално функционирање на полицискиот систем. Во тој смисол се насочивме примарно на генерално подобрување на материјално-техничките услови за работа, токму на оние од кои што зависи спроведувањето на законите, а тоа е полицијата и полициските службеници. Во претходниот период инвестиравме од буџетот на Министерството во висина од над 100 милиони денари во материјално обезбедување на опрема за униформирани полициски службеници од сите организациони единици, набавивме комплет спортска опрема за припадници на единица за брзо распоредување и за посебната единица за поддршка. Заменети се старите возила некаде околу 45 години. Возила во ПЕП со нови интервентни возила и набавена е опрема за јавен ред и мир. Во претходниот период беа санирани, односно делумно или целосно реконструирани 50 на објекти на Министерството во сите сектори за внатрешни работи, за што беа издвоени речиси 140 милиони денари. Во тек е изградба на Центарот за санирање од катастрофи и обезбедување на континуитет во работењето во Прилеп, а во напредна фаза е изградбата на зградата на Крим техниката со современа форензичка лабораторија, која што ќе има влијание на брзината на истрагите и на постапките кои што ги води Министерството за внатрешни работи. Во годинешниот буџет на Министерството за внатрешни работи планирани се и течат постапки за набавка на нови униформи на единицата за брзо распоредување, на ПЕП и на единицата за интервентна полиција. На 8 интервентни и на 5 теренски возила, нови радиоврски, зимски и летни чизми за секој полициски службеник, нова ски опрема, исто така набавка на пиштоли за 3 единици од ОСПО и на вежбовна муниција, а наскоро ќе започне комплетно реновирање на павилјон во касарната Ѓорче Петров, која што е во соработка и донација од Соединетите Американски држави. Деновиве ќе започне и во тек е сега во моментот монтажа на соларни системи за грејење на вода на сите објекти каде што се сместени припадниците на специјалните полициски единици. Тоа значи овде овие објекти кои што се наоѓаат во полицискиот центар Ѓорче Петров и во касарната Илинден, таму каде што е сместена единицата за специјални задачи. Со ова практично ќе го заокружиме овој наш проект, јасно давајќи до знаење дека на секој полициски службеник треба и мора да му се обезбедат елементарни предуслови за нормално работење и дека интегритетот, опременоста, статусот на полицискиот службеник се императив без кој не е можно понатамошно спроведување на каква било реформа во овој дом. Овој проект на Министерството за внатрешни работи, чија вкупна вредност е 3,5 милиони денари,
е во насока на една од владините цели, а тоа е трансформација на енергетски план, која опфаќа зголемено учество на обновливите извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност, со што се овозможуваат поголеми заштеди, намалени емисии на штетни гасови, заштита на животната средина и постепено менување на енергетскиот профил на државата, за да бидеме подготвени за идните предизвици и за идните години. Благодарам.